Председателот на државата Ѓорѓе Иванов не го крши уставот со барањето партија или коалиција да докаже мнозинство па да добие мандат за состав на нова влада. Потполно иста ситуација имаше и во 91-та, анализираат весниците Вечер и Дневник. Тогашниот председател Киро Глигоров го барал истото од политичките партии и коалиции, откако мандатарот Љупчо Георгиевски не успеал да обезбеди парламентарно мнозинство. Според фактографијата, на Глигоров му се понудени 4 кандидати за премиер од редовите на ВМРО ДПМНЕ. Александар Лепавцов, Тодор Богданов, Милан Ставрев и Пандил Костурски не му биле по волја на тогашниот председател на државата Глигоров, меѓу нив да изврши избор за мандатар на првата македонска плуралистичка влада по изборите во ноември 90-та. На Глигоров не му се допаднал ниту еден од предложените кандидати, а таков став имале и тогашните раководства на СКМ, ПДП, сегашен СДСМ и на ПДП, иако претходно бил направен меѓупартиски договор, со кој ВМРО ДПМНЕ го доби правото да го предложи мандатарот за новата влада, анализираат весниците. Инаку тогаш веќе се пречекорил и уставниот рок за определување мандатар кој бил предвиден за 3 февруари. Тоа е настанот од 90-та година, значи 2 години пред 92 година, кога ВМРО ДПМНЕ нели си ги освои 38 или 9 беа пратеника и тогаш по силата на нештата го чекавме мандатот. За жал господинот Киро Глигоров, повозрастните се сеќаваат дека најпрвен почна да одоговлекува, не го даваше мандатот, па ајде рече предложете ми една личност, ми го предложивме Александар Лепавцев. Па потоа рече, ама тоа се на ниво на консултации, значи он формално не го дава мандатот. Дајте ми уште 3-4 имења и ние тогаш извадихме уште 3-4 имења, значи 4 негде кандидати за премиери дадовме и почна една игра на нерви. Неприфаќањето на единствениот кандидат предложен од ВМРО ДПМНЕ резултирало со предлог од Глигоров. Мандатар за состав на нова влада го понудил Никола Кљусев. Сепак до ова решение владеел молку од 1 месец во јавноста, период во кој се прекршени сите рокови и законски одредби за конституирање влада. Се обратив до раководството на ВМРО ДПМНЕ и тие ми го предложија господин Александар Лепавцов. За тој предлог извршив консултации со сите партии и не добив согласност за таа кандидатура, а моето мислење се совпаѓаше со мислењето на консултираните партии. Изјави во собранието Глигоров, отфрлајќи го на тој начин првичниот предлог на победничката партија на изборите од 90-та. Инаку деновиве со реакција за драстично кршење на уставот излезе тогашниот председател на ВМРО ДПМНЕ Љупчо Георгиевски. Тој на својот Facebook профил напиша дека моментално јавноста го спомнува само примерот кога Глигоров тогаш 2 пати поред им го даде мандатот на СДСМ. Не знам зошто се премолчува уште подрастичниот пример на кршење на уставот од 1990 година, кога Киро Глигоров воопшто не го ни даде мандатот на победничката партија. Имено тој побара 4 кандидати за премиери, речиси 2 месеци ја блокира Македонија и на крајот мандатот му го даде на господинот Никола Кљусев, така што не можам да не констатирам дека сите можни прекршувања на уставот ги има промовирано СДСМ. Пишува Георгиевски.